Ако посадиш мржња, значи се враќа мржња. Сега ние овде да се соблечеме голи, сигурно ќе имаме цифри кои што никој нема. Ако сакаш да пробаме. Не по секоја цена. Но. Ова тело не е за усело. Кјути, пошто све ќе ти се врати. Зимам воздух и викам тоа морам. Ко воли, нек изволи. Стиска ентер. Ти можеш да сањаш со некој сањар. Мислам дека сум добар у две-три ствари, у други ги сум ужас, катастрофа. Не сум ја лош, како се вика дечко, ама сум влагал у лоши ситуации. Тој што прави многу лошо, збори многу добро. Молам, што? Никад не сум сакал да видам над некого. Можеш мене да ми наприш, ја ќе се износам сам со себе. Ама на некој друг да му е непријатно ради моето присуство. Правилен пријател, ќе кажам. Така е. Уште една прекрасна недела, уште една летна жешка вечер. Добре дојдовте Македонија во новото издание на Hot Stars вечерва. Малку сум тажна затоа што Емче не ми е заедно со мене, искрено морам да кажам, а особено се радуваше токму на оваа емисија дека ќе биде присутна, но како што кажува и во самата најава, Ивана, ние немаме годишен одмор, а Бога ми си зема годишен одмор, ама ќе простиме, ќе посакаме да си помине убаво и ќе ја чекаме секако со радост и позитивна енергија да ни се врати назад во студио. А вечерва можам да кажам дека многу сум среќна затоа што имам еден прекрасен гостин кој што ни е за прв пат заедно со нас. Тоа е човек кој што не гради само кариера, туку генерации растат заедно со него. Многу е интересно тоа што тој за него кажува дека не сака да биде најдобар, туку сака да биде различен. И со сигурност можам да го потврдам тоа затоа што успева на секој начин да го докаже дека тоа е така. За оваа наша емисија секако главни поддржувачи ни се Еберлин Биокозметика, кои што ќе бидат дел од нашата емисија постојано, а сега нема да должам многу и само ќе го најавам. Уште еднаш ќе кажам на моја огромна чест и задоволство Марко Маринковиќ Слаткар. Фала ти, Златна. Марче, јас ти благодарам многу што си ни заедно со нас тука денес. Фала ти на оваа убава најава, ми е стварно и кејф и чест и више долго време збориме кога ќе знаеш, кога ќе ме викнеш, да дојдам на кафе, не сум те викнала многу пати. Али, сега имам стварно многу убава, причина. Мислам дека имам повише од една убава причина и ми е многу кеф што сум овде. Овде ви е многу фино, многу пријатно и јас се осеќам исто така. Ти благодарам многу ми значат убави зборови, како и на секој од нас веројатно луѓето. Јас многу сакам да те поздравам уште на сам почеток од Емче. Се направи за да дојде, да биде присутна. Беше особено радосна кога и кажав со кого ќе снимаме емисија, но ете некои работи се случуваат така како што се. Само да ти кажам дека на 2 август ќе бидеме присутни во Охрид. Заедно со тебе ќе зборувам. Така е. Така да Емче ти се уживај и одмарај. А ние ќе имаме толку добро шоу сега, за да после 2-3-6 месеци ќе мора пак да ме викнете. Ете така, тоа сакав да кажам. Ова е причината, значи можеби сега снимаме вака, за да ни дојдеш повторно и да го направиме тоа што го видевме претходно. Нормално. 39 часа, многу брзо ќе направиш 4-0. Не знам дали сакаш да ги спомнеш или не. Сакам, а јас сум горд на моите години, дури знаеш... Само да ти кажам дека мене ми изгледаш на 10 минус. Искрено сум, искрена. Па ја да ослабна малце, значи ќе делуем код 22-3. Девојчињата па? Да, али да, тоа малце ми иде, мислам многу сакам да јадам, баш сум гурман, али фала ти многу. Уопште не сакам да ги кријам самите години, верувам дека секоја возраст си носи свој дух на свој тип на младост, ќе го кажам. Така да ја верувам дека 40 се новите 30 и верувам дека секоја возраст треба да знаеме да си ја носиме и сум многу горд. Мислам бев горд и кога пунев 30. Тоа ми е сега. И кога пунам 40, така да уопште не кем да го кријам тоа. Пример, кога сме биле помалечки, кога ќе кажеме 30, 35, 40, леле, па ти кажеш, мислиш тоа, кој знае колку години се? Да, стари луѓе. Сега како одиме нагоре со годините, јас викам Ивана, повлечи си ги сите зборови.
Нормално, нормално. Да. Пошто знаеш како вика, имаше некој кажа, вика да старееш е привилегија. Така е. Така да уопште човек не треба да се фура дека е нешто, знаеш како летаат години, туку битно е да изгледаш и да бидеш нели добар за самите години што ги носиш. Како кажуваат, стар си толку колку што душата ти е стара или млад си толку колку што душата ти е млада и тоа е тоа. Така е. Сега јас кога сме веќе кај годините, сакам да те прашам тебе годините каде најмногу ти издаваат, во колената, во грбот или во трпението? Вајде во третото. Не знам. Генерално не знам баш дали ме издаваат или сам се издавам, така да ако се издавам сам, изгледају самото трпение, али главно некад може да ме издадат и у стомакот. Нема врска тоа. Така да, види, фино е нели човек која ужива у тоа што го има. Апсолутно. Така да уживам кај да сме се уживаме овде и не знам. И некако баш ми е кефо одамна не сум зборел нели сега за самите нели години, кога бевме мали сакавме да сме нели постари. Да. Сега кога сме малце не мислам дека сме постари, позрели сме вајда. Па уживаме у самата зрелост. Така да мислам дека ќе уживаме и у наредни 10, и у наредни 20, и у наредни 30. Амин, нека е така, само да сме нека живи и си здрави. бидеме живи и здрави, ете убаво се кажа. Кога веќе спомнавме години, младата генерација ќе ја земам. Марко, тебе и младата генерација која што, пример, ти дека си вадел хитови, тие може не биле ни родени. Ни родени. Те обожаваат, ги знаат песните од тогаш до сега. Многу е убаво чувството кога ќе видам на концерт, значи родител со малечко дете. Тоа мало дете дошло да ја чуе, пример, не знам, Бетмен, а тој родител дошол да ја чуе да полетам, океани, шта ти ја знам. Да. И мислам, многу е фино онака чувството која гледаш дека си бил управо. Мислам, баш ја така се фурам, дека сум бил управо и сум бил на прав пат и дури кога сум бил, условно кажано, дете, сум создавал нешто што ќе трае заувек. Ето е тоа што го кажуваш, си бил поразличен можда затоа тоа останало како... Веројатно, да, многу ми се свиѓаше таа, многу ми се свиѓаше самата најава. Јас сум баш тоа, мислам никад не сум се фурал да сум најбољи, дека увек сум имал, јас сум растен со помал брат и со нели постар брат. И никад не сум добивал желба, не сум сакал да имам, мислам да сум најбољи, а туку сум сакал да сме ние сите заедно добри, знаеш. Али никад нели не сум патал по тоа да сум најдобар, увек сум сакал да сум различен, да сум, пошто верувам дека аутентичноста те вади од секоја трка. А ја не можам да се тркам со нели моите браќа. А верувам дека и самите луѓе со кои создавам музика се мои нели музички браќа. Така да сега више имам и музички деца, така да не би сакал, не дај Боже, да бидам боле од нив, туку сакам да сум заедно со нив добар. Да. Сега тука би те прашала апропо ова што го зборуваме. Пример, што мислиш ти според тебе, што е подобро, пример, да бидеш најдобар или да бидеш свој? Ти треба да си најдобар сам за себе, треба да си боле од тоа што нели си бил вчера. Треба да си утрка со сам себе. Многу е лошо човек која гледа у некој не знам тук двор, у некоја туѓа кариера и сака да биде као некој друг. Мислам, тука се убива све што е вржано со уметност. А мислам, ги има тоа више многу. не е уметност. Тоа е више некаква трка, некаква трка на 100 нели метри. А верувам дека нашата приказка е еден долг и напорен маратон. И не верувам дека ние сите треба да цилјаме да сме најдобри, ние треба да сме најдобри самите себе. Знаеш како, никад у животот не сум
не сум сакал да славам, а некој друг да губи и да плаче. Никад не сум го имал тој спортски дух да се тркам со некого. Така да ја верувам дека самата аутентика е основната и главната вредност околу која треба сите ние да се вртиме, знаеш. Да. Така да верувам дека треба секој да cilja да е свој. Пример, различноста некогаш може ли да направи осаменост, затоа што па различни луѓе, остатокот од луѓето, како да кажам, не можат да ги разберат, не можат да ги сватат. И пример, ти кога кажуваш нешто и се стремиш да бидеш поразличен од другите, некогаш не може секој да го разбере тоа што ти сакаш да го направиш. Си осетил ли примерите некогаш можеби осаменост? Иако често кажуваш за себе дека си опколен со многу луѓе, твои луѓе. Да, растен сум со многу луѓе, знаеш, ние сме растени у двособен стан со двајца враќа, значи ние, знаеш, кога сум сонувал за ова, од старт кога сум го зборел, јас сум знал дека ќе го работам ова што го работам сега. Никад уште од старт сум сватил дека ако го кажеш јавно, нели, твојот сон и што све имаш у план да направиш, луѓето ќе те гледаат кога да си мрднат, кога да не си добар. Значи, генерално не треба да сонуваш и треба твојот сон да остане твој сон. Ако го кажеш, има прво и основно многу голема веројатност да нели некој ти напакости. Па не да напакости, луѓето се, знаеш како, не мислам дека се лоши колку што мислам дека се плашливи. Знаеш, ти не можеш да сањаш, ти можеш да сањаш тука, вака у оваа нели коцка, у овој квадрат, значи изван тој шаблон ти више влагаш у некоја зона на лудило. Која што не ти е комфортна, така е. И е многу нели подобро да сонуваш сам, многу е боле да све што ќе ти дое на ум и све што имаш у план, да не го соопштиш дур не стане нели реалност. Вистина. Така да може би си осамен у тие сонништа, знаеш, али генерално вака, ако, знаеш како, не можеш како викаат, не можеш на човек што има, не знам, работа од 8 до 5, да му збориш за кариера. Нема да те свати, нема да знае. Не може човек што има кариера да ти ги слуша, не знам, тие соништа што ги има човек што работи од 8 до 5. Различни се. Така да генерално ти можеш да сањаш со некој сањар. Не можеш да сањаш со некој што не сонува никад. Многу убаво ми го одговори. Така да углавно верувам дека е тоа начинот да можеш да нели останеш нормален. Ти благодарам многу на одговорот. Да, многу точно, многу правилно, многу се согласувам верувам со се што кажа. Верувам ја тоа, да. Тука и сега ќе свртам на една друга тема, односно сега ќе свртам малку на технологија. Пред неколку месеци забележав дека се вклучи лайв, односно твојот YouTube профил достигна некоја одредена бројка од 100.000 сабскрајбери, мислам сега има многу повеќе, но сепак тоа е реално за Македонија солидна бројка која што ретко која има. Како се снаоѓаш, ти кажи ми, во тоа денешно време, во тие сите нови работи, технологии, не знам што се не се прави. Тоа реално ние кога сме биле млади или мали. Сега сме млади. Да. Сега сме од супер. Да, јас се извинувам, ова исто како да не го кажав. Нормално. Ова ќе иде кат вака. Да. Пример, дали се движиш ги учиш работите, пример, ги правиш, убави ти се, те интересираат? Јас сум генерално, уставно кажано за себе, можам да кажам дигитално неписмен. Јас сум знаеш, не знам, имаше една реклама, мислам дека К15. Која вика стиска ентер, знаеш. Јас сум буквално тоа. Мислам, не сум тоа, ама знам онака, мислам, не познавам многу, мислам, баш сум онака, имам некоја елементарна дигитална писменост, али па имам увек околу мене луѓе. Што го работат? Знаеш како, увек ние сите имаме луѓе, ја можам барем тоа да си дозволам
и сум таков човек, не ми е срам да нели прашам која нешто не знам. Не знаеш, па фала Богу. Така да можам да се јавам одма, имам нели помал брат, ја го викам, му викам дека он е хакер, пошто он е буквално, да, он е буквално знае све, диџеј че, значи он е баш све што не знам ја, он знае, ама имам и многу луѓе околу мене што кога и да нешто нели ми треба, знаат да ми дури знаат да ме нели гурнат, ради тоа што увек имам нешто помлади луѓе околу мене. Мислам, сакаш помлади луѓе околу тебе или повозрастни? Сакам луѓе, сакам генерално луѓе, ама знам многу често да се најдам на тие помлади луѓе и тие помлади увек знаат да ми се најдат нели мене. Дори сега со задњо ме испонатера да отворам TikTok. Знаеш, прво се инатев, не можам тоа, не е тоа за мене, ама уствари сватив дека уствари ја и нека да сум инат, не знам, да се инатам на нешто што е ново, што ретко се случува, увек се дивам на секоја нова ствар што следува и у светот, и дома. Негде и да закочам, имам од коло мене 10-15 години, 20 години помали деца, што можат да ми кажат, знаеш, прави го. Сега најголемите промоции на песни. Кринч, ко што викаат, нели? Кринч е ова. Ма сега најголемите промоции проаѓаат прво од TikTok, така тргнува една промоција. Јас затоа прашав дали почна да го правиш тоа, затоа што сега пример што прават артисти, не мора да значи само музичари, инфлуенсери, актери, сите да. Пример го прикажуваат секојдневниот живот. Мислам, се снимаат постојано. Сега така ние не сме растени, реално така зборам. Така е, да, и нас ни е малце, стартот ни е, условно кажано, кринч ни е малце. Ама знаеш гледаш како? во телефон и си збориш на телефонот, јас викам, па не ми е пријатно. Да, ама значи ако сакаш да се бавиш со ова, ќе има ствари што не ти се нели пријатни. Да. Така да мислам не би влегол јас сега у шахта и да се сипам со ова, али мислам дека после известно време знам да дигнам раце и знам да се предадам на све што следува у свет. Да. Светов не сум толку инат. На старт ми е чудно, на старт ми е нели тешко, али толку многу го сакам ова што го работам да би гтнал и жаба. Леле, јас можам да за да нели можам да продолжам утре. Знаеш како викаат, кога имаш како вика, кога имаш некој проблем, ако жабите се проблем, ако имаш неколку жаби што треба да ги голтнеш, гледа да голтнеш онаа што е најголема жаба. Така да после таа ќе ти биде многу полесно све. Леле, сега јас замислувам, пример за една година од сега, најголемиот тиктокер Слаткар. Да, така кога отворив TikTok и кога овако сакав да си напишам артист, продуцент, тиктокер. Па добро, новото, она, да, како се кажува? Мислам дека сум изузетно отворен и не се инатам на све што е ново. На старт да имам некоја кочница, ама генерално после тоа зимам воздух и викам тоа морам. Таа кочница ја направи многу години, пример во вадење албуми. Ама во последните две, па некако се пуштија тие кочниците и некако, иако го ставија Safe City кај нас во град. Јас сум стиснат на 200. Така се стиснал на туража и два албуми. Да, два албуми у година дена. Зошто чекаше толку време? Што беше работата? Имав некоја фаза кај што мислев дека е доволно да се вади еден сингл годишно. Имав искрено да ти кажам некоја фаза кај што фокусот ми беше многу ставен на колку, знаеш,
колку нели настапи ќе имам, ја толку нели музика треба нели да вадам. Имав една фаза кога дали ја со еден сингл на година или со 5, ја имав 20 до 30 шоуа годишно и тоа не се менјаше. И си викам, па што да вложувам јас у ова, знаеш како све гледав, имав една фаза искрен да сум, све гледав низ призма на пари, што е многу погрешно. Многу е погрешно ти, да сите ние нели сме у ова за да нели работа ние. Тоа е работа и све, ама кога ќе се препуштиш, кога ќе станеш слуга на тие пари, кога нели почнуваш да правиш нешто за да направиш пари, некако се губи и самата уметност, се губиш и ти, а да ти кажам и самите пари не се добри. Така. Мислам, може и да стигнат, ама нема да останат. Не знам како да ти кажам. И искрен да сум, имав некоја фаза кај што баш влегов у оној нели бубањ, знаеш, ќе вложам волку, ќе добијам толку, што е многу погрешно. Ова е уметност, значи ова е ствар, самата музика не е за сега, не е за ја ќе вложам па да извадам тоа. Мислам, тоа трае сега и може да трае наредни 200 години. Апсолутно. Знаеш, особено ако имаш нешто што стварно може да трае 200 години. Тука ќе се надоврзам само на ова што го кажам, многу примереви од моите колеги, колешки што почнуваат оваа работа, пример, ја работат затоа што првично мислат дека е многу лесно, а второ мислат дека многу лесно се заработува и па ти ќе си седнеш на смеана си, се само со убави луѓе си седиш и има многу пари, тебе спонзорите, знаеш како сами ти доаѓаат. А на крајот од денот, колкава е жртвата што треба да ја вложиш и плюс, од друга страна, тоа што го кажуваш, ако тргнуваш да го работиш ова, ова работа се сака, ова е љубов. Ако не го сакаш, не можеш да го работиш. Нема и љубов и пари, нема и јаре и паре. Знаеш како ви кажам? Се може да има со тек на време, мислам, кога веќе ќе си го направиш. Не можеш да влезеш за тоа, значи мораш да влезеш, мора да си тука, пошто ти е кејф да си тука, мора да може да си овдера и тоа што кога ќе се видиш, ќе сватиш дека си ти едноставно, дека не си го избрала ти ова. Ова ти избрало тебе. Значи ти не збориш вака добро и не комуницираш со камера добро и ради тоа што сакаш, ради тоа што си се родила за ова. Немаш ти избор. Мислам, немаш ти избор. Може би имаш избор да си добра многу кол ова уште у една-две ствари. Ама за ова си родена и не, мислам, нема нели да улеташ на ништо ако мислиш ти колку нели пари ќе направиш сега од ова. Од овде, пошто нема. Мислам, а сите ние влагаме у некоја фаза кога знаеш како, кога се вика чекај малце, знаеш, после извесен период, јас сум овде више активен, живеам од ова, мислам дека 18 години. Пред тоа имам уште некои си 6-7 години како сакам да живеам од нели ова. Ама сега сум многу поише у фазон го работам ова од што сакам да го работам и нели нормално ти ги правиш тие пари за да можеш утре да си независен и да не зависиш од никој, за да можеш да дојдеш да снимиш нешто ново. Исто кој што не зависиш ти, а ко воли неки изволи. Така да нека проба, така е. Сите што сакаат да, мислам, што се осеќаат дека треба да ти се залепат на ова ново што го работиш ти, ова што го работиш ти е толку фино и толку убаво, така да треба да се делува од ова. Многу секогаш имаш многу убави зборови, не само кон еве вака пример лично кон мене, јас ќе земам за право да кажам затоа што кога и да сме слушнале, ти пример секогаш си пристапувал убаво, без разлика дали сме направиле договор или не, имаш убави зборови да упатиш кон некој човек што е многу ретко во денешно време. Исто така многу ги поддржуваш и другите артисти, јавно, мислам, не само јавно
битно ги поддржуваш, не мора да е само кажано затоа што на збор сите може да се поддржуваме. Нормално, Поддршката е на дело што Да. ќе направиш. Ете пример, Тајзи имаше благодарност до тебе, кој Тони Зен имаше благодарност до тебе, Тина, два бона. Тоа све се Да, враќа. Тоа е некоја енергија што ја пушташ у универзумов, што не знам како да ти кажам, ако посадиш Јас го љубов разбирам. ќе добиеш, ако посадиш мржња, значи се враќа мржња, Да. не може да ти се врати љубов ако Апсолутно. посадиш нели мржња. Така да верувам ја у тоа и можеби го правам се вака суштински, ако навлезам го правам можеби ради не знам. Намерно? Не намерно, ама можеби сум малце себичен и сакам добро на себе. Па што Така да им сакам добро на луѓе. Сакам луѓето што се заедно со мене да се успешни, да имаат убави и големи ствари. Фала ти дека ми викаш дека имам нели дека имам убави зборови, ја кога бев мал мислев дека моите зборови не вредат ништо. Знаеш како? И е многу фино вака кога ќе чуеш. Мислам кога ќе чуеш. И ја више знам дека сум нашол цака како тоа нели да звучи добро ем у самата музика. Самата музика мене ми се спаја со мојата личност, така да ја немам алтер его нели за мојата музика. Јас сум ваков и овде и дома и у студио и сегде. Јас кажам, ако не можеш да му направиш денот да му биде поубав на некој, ќути. Ќути боле, да. Не кажувај ништо. Нека те нема. Ќути, пошто све ќе ти се врати. Ама ја мислам дека сите барем што имаме чисти нели души, не е уопште битно што ќе ни улета од таа страна. Значи ние мораме да шириме љубов, мораме да шириме све што сакаме да ни се деси нас, мораме да им го даеме на луѓето, така да бидете добри. Бидете добри и од мене, имате топол совет исто за тоа. А јас сакам да те прашам, што мислиш, дали другите луѓе, еве пример сега, конкретно кога го зборуваме ова, дали другите луѓе го прават тоа? Има ли кај нас пример еве на естрадата, да се поддржуваат, ама искрено да се поддржуваат, или само тоа е сето надпревар, кој ќе биде подобар? Пак се враќаме на предходно што го зборувавме. Па ја верувам дека Веруваш или гледаш дали го има? Верувам и гледам, мислам, види, ја некој мене некој ми, не знам, мене пример Јован на времето многу ми се има наидено, да. Он стварно ми се има наидено. Сега тоа било нели бизнис, ама не е битно дали е тоа бизнис или не. Мене некој ми подал рака која никој не кил да ми подаде, знаеш, и тоа пример не би можел да го изумам никад, мислам, што и да се деси, нека помина милиарда години, ја увек ќе го нели зборам тоа. Ја верувам дека сите што се условно кажано успешни луѓе, дека се радуваат на туѓиот успех. Пошто мислам дека тоа е првата рампа за било што ти мора да се радуваш на нешто туѓо, ако сакаш нешто туѓо да ти се радува нели тебе. Така да верувам дека има и верувам дека исто морам да се навратам пак на онаа стартна тема. Верувам дека таа аутентичност кај секој уметник го прави да излезе од било каков надпревар, од било каква трка. Така да верувам дека ако си само у твојата линија, дека верувам дека не треба да се тркаш со никој и дека ќе си најдобар сам за себе. А верувам дека тоа треба да го прави секој нели човек, не мора да се нели да има не знам кариера. Ако работи било што, ако е не знам келнер, да гледа да е најбољи келнер за себе и да го сакаат нели гостите. Може би има некој келнер што е не знам боле, ама тие гости мислат дека он е најдобар келнер и ќе го сакаат тој келнер и ќе му се враќаат и слично. Така да верувам дека самата уметност не е спорт и не смее да се трка. Знам дека цифрите и тие бројки некад знаат да ги излудат луѓето, особено тие што се нешто помлади и нели понеискусни,
ама не знам како да ти кажам, мислам, не е се у тие цифри. Сега ние овде да се соблечеме голи, сигурно ќе имаме цифри кои што никој нема. Ако сакаш да пробаме. Не по секоја цена, но. Ако сакаш да пробаме, да видиме што ќе се случи. Сакам да ти кажам дека тие цифри и тој нели резултат, мислам тие мерила од некое ново време за што е најдобро и слично, некако не се релевантни после известно време. Па така е. Што е многу битно тоа што ќе остане позади тебе и нели позади тие цифри. Тоа знаеш како може да иде нели вајрал све. Па сега најголемите глупости одат. Да, значи уопште не е сега лошо нели стварта што ќе излезе да е гледана. Ама е многу добро кога може тоа да е гледано и корисно. Значи ова што ќе го збориме ние да му се најде у животот на некого, знаеш. Тоа е многу добро и кога ќе се вратиме за едно нели 10 години од сега, да кажеме, иама сме биле умни. Да. Браво. Сме кажале значи не ти е срам од она што си бил, знаеш, вчера. Не сме се соблекле тука во емисија, браво, така. А можеме да се соблечеме. Плюс и базен имаме сега тука. Ова тело не е за усело. Така да, значи можеме да направиме све, само мораме да сме свесни дека тоа што ќе го даеме на самата публика, тоа ќе ни го врати. Ако ги лажеме, ќе не лажат и они. Ако ги сакаме, ќе не сакаат и они. Така да, тоа е тоа. Го спомена Јован Јованов, јас сакам тука само да кажам накратко дека направија преубав. Да. Не, затоа што го спомена, јас сакав само да ги поздравам, да кажам дека направија на вистина дечките предобар концерт, сега беше многу брзо и затоа сакав да го... Ја не успеав, ја имав настап друг. Па Он добро. не ме има нели научено дека не треба самите емоции да ме нели натераат да ја го одбијам мојот благослов за било каква емотивна ствар, така да јас сум кажал и на времето уште значи кога се женев, уште реков на жена ми, реков ако ме бара некој за настап да знаеш дека ќе дојам, ќе кажам да и ќе идам на концерт. Така да верувам дека ако одбијам работа, дека утре самата работа може да ме одбие мене, а цел живот сум се трудел да стигнам до ова. Интересно размислување имаш. Така да не би, мислам, сум идел на концерт, еднаш ми се поду зап, значи не знам како да ти кажам, ја кога ќе се подојам, сум стварно кол квазимодо. Значи мене ми се поду окото ова, че не можев да се гледам. Отидов, ставив капа, ставив капулјача, се свртив вака у овакво профил и го пеев цел концерт. Не сакав да го откажам. Сум идел со температура 437. Значи не знам како да ти мора кажам. бити здрава. Не можеш да ги извисиш тие луѓе. Значи цел живот си молел да ја добиеш таа шанса. Значи не знам како да ти кажам, но треба ќе цркнам горе, нема да се тргнам. Значи, она што го кажа и ти, знаеш, ти си лавица, знаеш како е да се бориш, да не се откажуваш у ниједна варијанта, че не знам што треба да се деси за да не како се вика. Да го пуштиш нештото. Да го пуштам тоа што сум молел 20 години да ми стигне. Така да нема предаје. Добро, ама сега ќе зборуваме и за концертот кој што следи на 2 август. Не е тоа само еден концерт, тоа обележување. Сега ќе кажеш 18, 20 години кариера, 25 ако ги земеме те од претходно, зависи, сега ќе ги оставиме 20 да бидат. 20 години кариера, 40 години јубилеј. Има многу поводи кои што се значајни баш сега што се случуваат во особено во август. А при тоа најави дека ќе биде и нешто што е невидено во Охрид. Верувам дека ова ќе е најголем македонски концерт во историја на град Охрид. Верувам дека пошто види и тоа на преубав македонски празник, така е, мислам баш го нели биравме самиот
самиот, нели, датум мене ми го нудеа 31, реков некам да имам на 31. Ајбе, исто е, можеби е боле, не викам. Сакам да е денот, верувам дека се создава некоја модерна и нова историја и верувам дека од тука треба, нели, да започне све. Никој до сега не се охрабрил, мислам, мора, ако не е Ленни Кравици или ако не е некој, не знам, Чолич или Цеца, кода не можат да се охрабрат, да направат таков чекор. Ја верувам за себе дека сум многу храбар човек, а и верувам за себе дека работам многу и дека не знам, имам таков, нели, концепт кај што ги собирам сите сили, сите луѓе што ми се нели битни у мојата кариера и сакам заедно со сите нив да направам нешто големо и да не знам, да се постават некој нов тип на стандарди кај што ќе може секој 2 август да има тамо голем и убав македонски концерт. Ако нели сме упорни у тоа што сме го замислиле, ако можеме да вадиме нели по 2 албуми на година, че можеме све. Така да верувам дека ова ќе е еден нов нели почеток за некои нови убави нели времења што следат. Ја верувам дека иако сум овде многу време, ја верувам дека некои работи може да ни до пола. Браво. Така да верувам Јас не се не сомневам во сето ова што го кажуваш, затоа што знам, те гледам со каква жарост цело тоа го кажуваш и гледам со каква енергија го представуваш така што кога самиот веруваш дека нештото ќе биде, мора да биде. И тоа мора да биде. Покрај тоа што си успешен во кариера, можам да кажам дека успешен си на сите полиња животни, оние што се најзначајни. Па сега нели е така? Искрено, мислам, брак позади себе и многу е интересно што Сања е исто како тебе, исти хороскопски знак, исти подзнаци, како се справувате луѓе вие дома? Како тие два, затоа што нашиот заеднички знак е малку си покажува карактер. Реално. Сега пример двајца исти луѓе плюс кариеристи. Веројатно да, чудо е. Мислам чудо е. Вака кога не гледаат од страна си Мене ме интересира како се функционира. Така, мислам, генерално се караме ние многу, ама па и се сакаме изгледа многу. Па нормално, повеќе преовладува љубовта. Да, и сега кога ти е нешто битно, не сакаш да се препуштиш тотално на твојот хороскопски знак, пошто може тој хороскопски знак, нели, кој што може да те однесе на некој нели фино јубаво место, може да те однесе и од дупка. Апсолутно. Така да правиш некаков баланс, гледаш да некако, знаеш, дигнеш ручна и ти која треба да дигне ручна, она која треба. Гледаме да, ја не знам, гледаме колку што е можно да се разбираме и гледаме да се сакаме. Многу е битно човек да сака друг човек. Љубовта е двигател, така што... Да, љубовта е генерално, Покрај љубовта си следува и почит там, мислам, тие се неколку работи. Веројатно е, да, како би кажале, љубовен респект, не знам, се измишлям зборови. Веројатно и треба и среќа малце, али мораме, мислам, основата е разбирање и љубов која има, мислам дека може да се пројде низ све. Ние имавме, од старт имавме изузетно онакви климави години, дека уште беа нели присутни оние што беа новини ко Свет Крема, па тамо имаше насловни со чуда и мислам ја не знам тие неколку години ние како останавме заедно. Тамо беше, мислам, секој мене ми измислува дека не знам дека правам ова или дека правам она, знаеш како. Сега она да не се бавела со ова,
Не би го разбрала, можеби. Не може цивил тоа да го разбере. Не може цивил да разбере да отиде да си купи, не знам, цигари и да има доле, не знам, наредено 20 вестници дека мушти те вара и слично, и ти да го грпнеш тоа, знаеш. Мислам, јас знам дека не можеш она нели да го грпне, а камоли онака нормална жена што не е дело тоа, што мисли дека све е тоа вистина што ќе се напише. Иако верувам дека и самите луѓе више се нели свесни дека не баш све што ќе се напише е вистина, али сме имале стварно тешки нели години, ама пак се враќаме на таа љубов која е неопходна. Затоа сега сте тука заедно и го имате малиот Моше. Јас сега сакам тука да те прашам, што сакаш, која карактеристика или која твоја навика или која твое нешто не сакаш да го наследи Моше? Не сакаш, туку не сакаш. Па сакам, види, сакам поише ствари да не наследи, мислам. Знаеш како, ја мислам дека сум добар у две-три ствари, у други гиве сум ужас, катастрофа. Пример? Па у све, не знам, не сакам да го наследи тој енгер, таа живчаност, пример, не сакам. Па ако ја нема таа живчаност, може и нема да се избори за нешто. Па може би е тоа, знаеш може како. Да. Не, ја ти кажувам сега за ствари што ја не си ги сакам кај нели себе. Не сакам пример да не сакам да пелтечи. Пример, тоа ми е огромна болка. Мислам, баш ми е онака нешто што не би го сакал за син ми. Не сакам буквално да плати за ни една моја грешка. Ја сакам да ги платам. Сега тоа не е нели карактеристика, ама ја верувам дека ако не си ги платиме, условно кажано, своите нели гревови, ќе ги платат тие што доаѓаат после нас, тоа е ужасно. И генерално значи, и од кога бил многу грешен. Па сум бил многу грешен, сум бил многу палав. Не сум бил многу грешен. Да се нашалиме малку, мора. Не сум ја лош, како се вика, дечко, ама сум влагал лоши ситуации, доста. Ама ништо тоа не е сега нешто со кое можеме нели да паднеме у несвест. Не би сакал, не знам што друго не би сакал. Не би сакал да не би сакал да се бави со музика, еве тоа ако влагал. Не би сакал, не. Зошто? Па така дека ја пеам од мука, не пеам од среќа. Сега више пеам од среќа. Ама сум стартал со нели со пеење од мука. Пошто у мојата глава ја не сум можел нели да го нели кажам тоа што го мислам. Од која страна кажуваш мака? И јас сум нашол начин како да го кажам преку песна, преку текст, преку не знам мелодија. Така да јас сум влезен у целава приказка од мука. Не сум влезен од што сум сакал да си пеам. Така да не сум бил ваква слободна птица. Леле, како дојдоа да се распеа и тие пуштија мелодија, Они биле слободни, јас сум сега слободен, јас сум сега конив. Али кога сум бил мал, јас сум бил затворен у кафе с некој. Знаеш како? И сум, знаеш, онака не знам, она птичка што пее некоја тажна нели песничка. Да. Така да јас сум почнал да пеам од мука и верувам дека тие муки нема да ги има син ми, нема да ги има ни на нели говорен план, ни на финансиски. Така да верувам дека он ќе може да си биде нешто фино културно, типа водител или слично. Така да. Кај ти текна водител? Не, водител, доктор. Нека си биде што сака. Камерман, само да е среќен, да работи нешто што ќе го прави, што ќе му прави да му е фино у животот. Сакам да биде тоа. Не сакам да му бирам ја, нели, си не мора да си тоа и тоа. Ќе му дам само еден услов, си не мора да си среќен. Браво. Така да тоа е. Амин. Нека биде така сите треба да размислуваат. Тука сакав нешто да прашам за говорна мана. Тоа е наследно?
затоа што ми го кажа, не сакам. Ја мислам тоа. Е Да? наследно, да. Ама Ја твоето сигурно- не ти е од Да, ма ја сигурно сум имал некое, не знам, второ, трето, осмо колено. Знаеш дека ние сите нас следуваме ствари од нашите предци до осмо колено. Не знам дали си читала Не, за тоа. не. Значи осмо колено, значи може некој твој прадедо да имал, не знам, некаква мана или доблест и да ја наследиш ти. Така да ја сигурно сум имал некој дедо или некоја баба, ама за све треба, нели, тригер. Да. И јас сум бил ко 88 или 9 сум лежал у болница сам, у стара држава, вајда у тоа време сакале да ги самите деца да ги ојачаат и како јас тоа сум не лежал, може, јас сум лежал сам. Јас сум лежал сам на 3 години. Не знам како да ти кажам, Тоа е сега лудост, Сидни лудост. да го оставам на 6 години да лежи сам, он нема, мислам, он ќе биде толку уплашен. Јас сум лежал на 3. Го слушнав ова и мене не ми се веруваше затоа што возрасен човек, стар човек, баба да ја оставиш сама, Да, не му сака треба, да лежи. му треба Дете од 3 Ама години. тоа било некој систем вајда пробен како? у тоа време и ја мислам дека од кога сум излегол од нели тама сум бил толку многу уплашен и од тога од тогаш јас сум почнал да нели пелтечам. Што тоа кој што ти реков на старт сум мислел дека Господ ме казнил, ствари сега сваќам дека Господ ме благословил, така да фала ти Боже. Фала ти Боже на се и јас ке кажам. А друго нешто интересно што слушнав некаде, кога кажуваш, јас и Сања, тоа што го работиме, тоа е за нас. Нормално. Ние ќе се уживаме во тоа што го работиме. Малиот Моша има да се нема најде ништо. во живот. Тоа е Тука мое. сакам да прашам, затоа што кога имаш се, сакаш да дадеш. Како знаеш која е границата? Како знаеш да кажеш не? Како знаеш да кажеш дадам, ќе стоп? му земам. Не знам како Така. да ти кажам. Значи, ја верувам у тоа дека све што правиме ја и Сања е за нас. Значи, ние имаме у план да уживаме. Значи, јас сега работам тука ко скот за да можам да уживам. Не за да можам него да му купам. Ја на него ќе му овозможам најбољи школство у живот. Ќе му овозможам све. Не знам, татко мене ме има учено, сине, ова е моја куќа. 18 години, ако не ти се свиѓа, на поле. Браво. Значи, на поле, ако сакаш. Ако не, ќе слушаш све што ќе ти кажам. Ја нормално, нека многу да слушам. И генерално излегов од дома, мислам, млад. Не бе млад, ама имам 22 кога се иселив и кога почнам да живеам сам. Али, главно, тоа што го имаме ја и Сања е за мене и за Сања, не е за него. Он може да добие све типа школство, услови и слично. Нормално детство. Не може бре не може да се фура дека тоа Еве, се кога ќе негови тргне пари. во Тоа училиште? се мои пари. Во училиште кога ќе тргне? Не, Кога ја ќе ти се зборам. купуваат, пример, патики, кога ќе ги сака тато, еве... Дуре дете, ќе напуни 18 години, или ќе реши да учи, или ќе реши да работи. Значи, од кога ќе го заврши тоа, све што има у животот е школа, услови, нема пари од мене. Значи, имам ја пари, нема он пари. Има она пари, нема он пари, мислам, не знам како да ти кажам. Да, јас ја мислам го дека разбирам, ако да. му дадам, дека ќе го зезнам, дека ќе го направам, не знам, Ќе го назадиш, еден чекор назад ќе му... не знам како да ти кажам, ќе мисли дека има нешто што уствари го нема, знаеш како? Пошто некам да ми дојде и да ми каже, ние имаме пари. Мислам, тоа не дај Боже да се деси. Мислам, може да му кажам одма, не сине, ја имам пари, ти немаш пари. Значи, ти за да имаш пари, го имаш тоа школа, имаш све у животот што треба, све што сум немал ја, мислам све што сум немал ја. Јас сум имал тоа што е најбитно, сум имал љубов. Али не можам ја да го нафурам дека он нема, пошто нема да се труди да направи ништо. Така да ја верувам дека е тоа
најточен и најкоректен начин за како нели да му овозможиме на нашето да им овозможиме на нашите деца нели да бидат утре добри сами за себе и да можат да се трудат, пошто мислам не да знам ги како пуштиш да размислуваат, да ги пуштиш да творат, да ги пуштиш да прават. Дека имам ја, не, јас сега бев у као се вика, у Љубљана и не пречека ќерка на мултимилионер што работи у кафичко келнерка. Она мора да работи. За да заработи. Сигурно Браво. он ни вика имаш ти све, само ти мораш да не знам дали сте гледале како мислам на Девид Бекам и на Викторија. Добра. Мислам дека децата работат преку лето у кафич. Значи Да, не сум го истиот знала јас систем е. Да. Сине, а они имаат толку пари, така е. они се заедно коштаат милиарда и по две. Они викаат, ако сакаш ти пари да си трошиш, имаш, еве ти, работа, ако сакаш, ја ќе ти најдам работа, ќе работиш кај мене, ама ја тебе да ти давам, да те товам со, како се вика, пари, немам план. Или ќе заслужиш, или, кој што ми викаше стариот мој, 18 години, сине, и пали. А денес ги има вака, кога ќе погледнам пример, искрено, не сакам да навредам никој, но кога ќе видам, особено машко, што живее со родители во многу, да нека 18 години е ништо, 30, 35, мене тоа ми е незамисливо. Незамисливо ми е. Да, ама види, нека ти ситуацијата е, знаеш како е, ама е каква лоша, нека ти ситуација е... ќе излезеш и ќе си најдеш работа, ќе работиш, ама ќе се мораме тргнеш. да ги менјаме нели тие ствари. Знаеш како, не е срамота ништо освен да нели да лажеш, да крадеш и да не кеш да работиш. Мислам, да не кеш да работиш. Не знам како да ти кажам, не викам ја дека треба човек да работи нешто за да заработи пари. Ако треба да има хоби, само да има нешто што сака да го да го прави, треба знаеш. да биде и човек, пример, ако еве го споменавме сега ова со фамилијата. Пример, доколку Сања до 30 години му носи во кревет на моша да јаде, ќе научи ли тој некогаш нешто или да се осамостои? Не мора да знаеш да правиш. Треба да ти работи главата за да можеш да створиш, за да можеш да си дозволиш како што си сакаш. Ете ти кажуваш, јас не готвам, ама знам да нарачам. Така е. На крајот од денот, за да нарачаш ти требаат пари. Ако ти не работиш, кој ќе ти даде пари? Така Мама или така тато? е. Мислам, не може. Така Ова верувам звучи вака како фрустрација, ама пример, верувам дека треба да ги менјаме ние стварите. Верувам дека треба да менјаме она, знаеш како она кој што викаат и морам да направам стан да му оставам на син ми или да ја оставам на ќерка ми или да ја верувам дека тоа е скроз некако погрешно. Знаеш, пошто ако ти не му оставиш ништо, ја верувам дека он ќе се труди да создаде сам. Знаеш, и од кога ќе создаде, ти остави му тоа плюс, ама немој да му даеш до знаење дека он више има. Остај го, нека се потруди, нека создаде, знаеш како. Некогаш и самите, нели, самите родители се многу криви, знаеш. Дури и самите деца не се криви, како ќе ги нели насадиш, така ќе растат. Така да верувам дека има време да се менјаме, верувам дека ќе се најде точен начин како да бидеме утре боле сами за себе, како да бидеме најдобри самите за себе. Така да и ова е верувам дека е еден дел од целата таа нели приказна. Или промена. Тука сакам да те прашам, пример, сакаш лојални луѓе? Пример, на што повеќе можеш да простиш? Кога некој ќе ти погреши или кога некој намерно ќе ти направи нешто? Види, резултатот на крај е ист. Резултатот на крај е ист, самата штета е направена. Ти не можеш да знаеш дали е тоа сгрешено намерно или не. Може да е намерно, а некој да ти каже и извини, не сакам. Или, еве пример, да ти излаже или некој да ти погреши?
Што повеќе би простил? Види, повеќе би простил ако некој каже нешто лошо за мене. Не би простил кога некој ќе ми направи нешто лошо. Ако каже некако, знаеш како, не би сакал да, не би сакал, можеби не бил, не знам, точен муд. Он мене ништо не ми направил, само условно кажано изел за мене. Што, мислам, некако има право секој. Можеби ја не сум бил, јас сум утнал негде, јас сум у целото тоа, нели, брзање, јас сум направил нешто лошо. Така да не се љутам многу кога некој ќе каже нешто лошо, туку се љутам кога некој ќе направи нешто лошо. Да. Тоа е више. А често тој што прави многу лошо, збори многу добро. Така. За тебе. Така да боле преби прифатил што не прави зло, него некој што му тече мед од уста, а ти копа гроб. Затоа што го споменав ова, кажа подобро некој да збори што сака, отколку да ми направи нешто. Јас слушнав пред некое време изјава од мојот колега водител Миро, каде што кажува за тебе, јас на Слаткар секогаш сум му бил поддршка во секое време. А тој мене ми сврти грб. Што сака да каже со тоа? Па Миро не е нормален човек. Осте го ти Миро. Миро е тешка будала. Мислам, види сум му свртал грб. Не сум му свртал ја никаков грб, само едноставно, знаеш како, го знаеме многу време, како се вика, се знаеме многу време, он се фура сега нешто, акво, мислам, сум му свртал грб. Само ја му се наљутив, условно кажано, му се многу, дека задниот пат бевме у емисија заедно со Тони Зен. Добро. И он мене и Тони Зен не седнал и ние збориме колку сме ние тука блиски ко браќа, дека ништо не може нас да не раздели, да не кара, бла 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 бла. И вика, ние вика направивме анкета низ град, вика да видиме кој е вика поголем фраер. Дали Слаткар или Тони Зен. Ја и Тони седиме овде и вака ја не знам дали сањам или овој мислам, и викам, молам, што? Викам, кој е поголем фраер? Да, чекај сега да видиме народот што ќе каже. Викам, дали си ти нормален? Дали си ти свесен што правиш? Сега ти објаснувам ја дека ние сме тука, дека ништо не... Ти викам, ти пробуваш, викам тука да не, знаеш како, се осетив многу лошо. Прво и основно не работам јако фраер, ни он не работи ко фраер. Прво, второ, не се осеќам добро. Не знам како да ти кажам. Ајде ние да сме на страна, да не сме дел од самото, нели, студио, па да кажеш, ајде, окей, знаеш што е шоу бизнис, па не си ти овде, него јадеш, нели, срамот. Знаеш, Тони е кул, мислам, не се наљути, јас се љутам многу. Ја не можам да ќутам на некаква неправда. Не знам како да ти кажам. И он сега иде низ град и не знам, прашува кој е поголем фраер, Слаткар или Тони Зен. И ние вака седиме, гледаме. Непријатно, не знам како да ти кажам. Да, не очекуваш, не знам како да ти објаснам. Замисли ти и Емче, ве викнат негде и некој вика, сега ќе видиме, да видиме кој е поголема фраерка, кој е поубава жена. Да. И замисли, вие комистрики седите вака и гледате. И сега Тони не реагира на тоа, знаеш, се вика, ајбе Миро, остај го. Ја не можам, брат, да го оставам. Не знам како да ти кажам. У цела емисија ја бев и го му викам, не сакам више да ти дојдам нигде. Не знам како да ти кажам. Значи се навредив толку многу. А сигурно не му била таа намерата, него му не било може за да нешто му биде интересно. таа намерата. Не можеш така. Не можеш ти да зимаш и да не знам, да земеш да не тркаш, замисли у било што. Особено, значи, ќе беше непријатно да имал он некој, не знам, прашање, кој е, не знам, болje рапер. Има некаква логика у тоа. Ја прво и основно, нит работам ко фраер, нит ја, нит он. Значи, не можеш ти такво прашање. Толку многу ме навреди, толку, особено мене. Јас сум таков човек што не сакам, ја ќе се осетам, не знам, непријатно
и да у било која варијанта јас се осеќам гадно. Не знам како да ти кажам. Сега ги И закопавте ми ли си вика, кедите? не ги закопавме, јас сум љут уште. И уште му се јавив и го ајде па и ти што се овакво, не може човек ни да те пофали. Така ли да ме фалиш ти? Дали си нормален ти? Како можеш да ми правиш да се осеќам непријатно, а викаш дека си ми нели мене близок. И уште тамо, и уште јас сум му свртил грб. Што да вртам ја грб, бе, брат? Како да вртам грб? Јас само свртив и реков, некам више да те гледам. Ова е ненормално, мислам. Ненормално. Сакав да станам. Мислам и дека станав, па ме врати, Тони, седни. Бегај бе, некам викам да седам. А не, значи, не знам како да ти кажам, имам помал брат, имам постар брат. Никад не сум сакал да видам над некого. Особено ако сме заедно доени тука. Заедно сме брат. Не можеш ти мене да ме двоиш. Не можеш да ме, знаеш. И уште ми вика, па што се љутиш? Па сите, па не знам ти што, као народ, викам, дали си ти нормален? Викам, не е целата ствар. Дали ќе речат за мене? За мене нормално дека ќе речат дека сум ја поактивен. Мислам, она тотално небитно. И да речат и да не речат. Нит работам ко фраер, нит ми е битно да сум фраер. Значи, битно ми е да сум добар човек и не знам, добар артист. Ништо друго не ми е битно и да сум добар, нели? Татко, сум добар човек. Ке се смени тоа, ке се смени. Не може да се смени, не може такви, не знам, не може такви лоши, не знам, прашања. А објаснуваме 10 минути пред тоа како сме ние, како не може да не скара ништо, дека ни се свиѓаат различни жени, дека ни се свиѓа различна музика, дека никад у животот не сакал да го има тоа што го имам ја, никад не сум сакал да го има тоа што... Значи, увек сме циљале на различни ствари. Прво и основно. Второ, никад бред не сме се труделе да сме фраери. Кој е поголем фраер? Како фраер, бе, дечко, дали си ти нормален? И од тогаш сум многу љут и не знам, и знам дека имаше некаква изјава, нели, даено, ама љут сум му дека стварно, мислам, не очекував од него таква ствар, знаеш. Не очекував од него што се дружел и со мене и со Тони. Да условно да проба, знаеш, ние да сме малце поднеарни у главите, ќе земеше тоа, ќе не скара. Не знам како да ти кажам. И сега не очекуваш дека некој што ти бил близок, дека ќе направи нешто што ќе може да, знаеш, среќа, мислам... Ама сигурно не го мислел тоа така со зла намера. Он сакал да биде нешто интересно. Он е добар човек, многу, и ја го сакам многу, ако сум му љут, ако е буљаш, Ке се смирите, Стварно толку многу се навредив, толку многу ме навреди, да тоа е нереално, мислам. Ја имам, мислам, дека самата емисија ја имам, мислам, дека на YouTube негде. Мислам, гледайте ме колку сум љут. Цела емисија, значи, му префрлам, толку многу ме навреди, толку многу ме напна. Ние славиме, не знам, заедно 20 години дека ништо не може да не раздели. Овој ми прави анкета кој е поголем фре. Дали си ти нормален, бе, бре? Готово, толку. Да не сум јас овде, да не сме ни овде, нели, да има онакви, нели, ова е шоу бизнис, ќе сватам, ајде, окей, знаеш, нема да ја гледам, нема да го јадам тој срам. Нема да сме тука, нема да сме заедно, добро. Ама ја тука, вака стоиме, срамота, брат, не знам како да ти кажам. Непријатно, брат. И љут сум. Готово, ајде, тоа ќе се смирите, ама веќе тоа нема не више. значи ништо, ја го сакам, он е многу добар човек, ама ме напна многу. Готово. Јас не знаев дека толку ќе се изреволтираш искрено, ова го имав слушнато, чисто си сакав да слушнам и втора страна и заради тоа те прашав, кај го оставив, среќа што го оставив на крај на емисијата. Ме напна, гледайте го има, мислам дека на YouTube тоа шоу кај што сме ја и Тони и он ни прави да се осеќаме непријатно многу. Тони кјути, ја не кјутам и тоа е тоа.
Готово. Сега вака, сега ќе олабавиме малку работа, затоа што тоа било порано. Јас тука се надевам дека не го доживеа ништо слично тука заедно Не, со... ма со тебе уживам прво и основно. Второ, не би, мислам, не би ми направила да се осеќам, а и да ми направиш. Ја можам да го изедам, знаеш, сам, ама тука некој ради мене да се осеќа непријатно, а тој некој ми е близок. Значи многу ќе се наптам. Тоа е, ти тоа е можеш мене да ми направиш, ја ќе се износам сам со себе. Ама на некој друг да му е непријатно ради моето присуство. Правилен пријател, ќе полудам. кажам. Така е. Кажи ми, кога стануваш наутро, пиеш кафенце? 3. Без 3 не Тука има станувам. повеќе од 3. Нашите Аристократ кафе, 2000 денари ваучер, има повеќе од 3 кафења, богами. Ова е за 2-3 дена, пример. Се зезам. Кажа дека си гурман, дека сакаш добра храна. Те праќам во Стар Боем. Прекрасно дворче имаат, надвор ќе си поминеш преубаво, ќе си земеш сега фамилија, тука не знам 2000 денари, мислам дека се Thank you very much. солидна сума. Го зборувавме изгледот и нашите генерални спонзори, кои што се грижат сите да имаат преубава кожа, имаат персонализирани пристапи кон сите, само го земав погрешното. Ова не е. Се надевам дека ова е. Да, тука има една ампула, оваа ампула ја користат тие кај ни во салон за буквално да ти направат, не знам, магија на лице, што би се рекло. Кажано, ова сега ќе си го потребиш ти една хидратација пред концерт, после концерт, нов. Повели, Значи, не е нешто многу, 23 не е нешто многу, ама е нешто символично. Фала ти, златна. За тебе, затоа што не сакам вака да завршиме, може ли едно во длабокото картичко, ове атер емче, да си извлечеш, да ми одговориш и после тоа те ослободувам. Готово. Добро ли прашање извлече? Дали имаш тајна која никој не ја знае? Па, имам. Веројатно. А не пишува кажија? Да, не пишува имам, ама ако ја кажам више нема да ја имам. Така да имам и нареден пат кога ќе сум гостин овде, ќе открием све што не открив сега. Може, јас ти благодарам за се, ти благодарам за целиот искрен разговор, за целата енергија, за прекрасно си поминав овој час и половина, не знам колку сме тука. Искрено. Не знам, се изгубивме овој. Многу ми е драго. Уште еднаш ќе ти кажам што си ни тука заедно со нас, ќе ни дојдеш повторно. Сега следува прво големиот концерт, да го проследиме тоа, да биде секако што треба, да биде убаво, ќе бидеме таму. 2 август, драги мои, не мислам, не може и да сакате, не може да го заборавите тоа, затоа што како најави спектакл во Охрид, нешто што ќе прераснува во традиција. Марко, остани ваков како што си и да се гледаме само во убави прилики. Обавезно, фала ти. Македонија, ние се гледаме следна недела на исто место, во исто време. Чао, чао. Еве го. Таман, и ова. И тоа. Ка влезе, да. Да снимаме еден TikTok, може? Може. Ајде на Ола. За Миро, ама се распали. Да, јас да Кој ме прашај? Што? Ама не го сакам ја, него знае и он, мислам оваква. Завршуваме, не знам колку траеме. 8. Кога почнавме, човече? Го заборави... Љубави моја, ја уште снимам. Сега видов саат колку е. Ете што направив Сум јас. испуштил. Фудбал не уопште ти не направи, значи ова е доказ дека се тргна разговорот, да, јас не знам ни колку време снимаме, искрено. Значи син ми више завршил со фудбал. Значи ја мислев дека ќе стигнам на фудбал, барем да го земам одва време. Ама изгледа имаме толку убав муабет што се изгубивме во самото време. Мене ми е баш драго, ау, види што дојде сега. Птица. И јас се извинувам ете за тоа што нешто се случило. Уопште нема да се извинуваш. Тоа беше заради тоа што јас ги заборавив фалиштата, да си беше секој си дојдев на време. Ја мислам дека имаме многу фини убав благодарам. и се изгубивме во самото време. Сега така да снимаме више саат и пол.